бидејќи никој од самонаречените врвни историчари, академици на ЦАНУ и Институт за национална историја, пред се, тие кои во своите научни трудови ја обработуваат темата за цар Самуил, не одговорија на прашањето зашто државата на цар Самуил не била нарекувана Македонија, а владеела со поголемиот дел од нејзината територија, како и на прашањето како таа држава била нарекувана во историските извори, бидејќи тие врвни историчари во своите трудови го употребуваат само и исклучиво името Самуилово царство, а не и нејзиното државно име. Па еве да ви одговорам на вас, драги мои, за да ја дознаете правата вистина. Имено државата на цар Самуил не била нарекувана Македонија, бидејќи во негово време веќе постоела држава, империја, под името Македонија, односно Македонско средновековно царство, со македонски династи, меѓу кои и династијата под името Македонска династија, која владеела 123 дини, на која и припаѓал и македонскиот император Василий II 976 до 1025 година. Нејзина предстолнина бил градот Константинопол. Нејзините граници опфаќале делови од Македонија со градот Солун и се простирале до Централна Азија, до Египет и со делови од Медитеранот. Таа македонска држава, која го наследила источното Римско царство, и тоа скоро 6 столетија пред Самуил, од 327 година, и владеела уште 5 столетија по Самуил, до 1453 година, кога била освоена од страна на османлиите. Таа држава ја основал Константин I Македонски 317 до 361 година. Од се нивени, Скопско, мајка му Елена била прославена христијанка. Бидејќи Западот гледал со завист кон таа прославена Македонска империја, 104 години по нејзиното потпаѓање под турците, во 1557 година германскиот историчар Волфхоман ја преименувал во Византија, со намера да ја даде некаков грчки карактер, што било прифатено од страна на целата западна квазиисториографија. Целта била да се избрише името Македонија од историјата на светот, што е главна тенденција на тој исти Запад и во ова наше време. Овој злостор од научен карактер се смета за најголем фалсификат во историјата на човековиот род. Што се однесува за името на државата на цар Самуил, околу кое се прават разни шпекулации, не било нарекувано ниту Самуилово царство, ниту Паристрија, ниту Бугарија, туку во сите наративни извори до првите децении од 20 век е нарекувано Словенија, односно Склавинија, како што биле нарекувани тогаш на Рашка, Зета и Панонија на европскиот континент и Сирија во Азија, бидејќи сите тие држави биле чисто словенски земји. Тоа е вистината, друга нема. Прашање од нас, лаиците, кои со нашите научни трудови ја откриваме вистината за Македонија и македонците, криена со столетија од страна на западната англосаксонска псевдонаука, до нашите самонаречени врвни историчари, академици на ЦАНУ и членови на Институт за национална историја, од типот на Наде Проева, за кои со право можеме да кажеме дека преспиваат зимски сон. Прашањето гласи: зашто државата на цар Самуил не била нарекувана со името Македонија, иако го опфаќала најголемиот дел од нејзината етничка територија? Ова прашање го поставуваме од причини што господата врвни историчари во своите трудови таа држава ја нарекуваат само како Самуилово царство, макар што таа имала свое име како и секоја друга држава. Името на државата на цар Самуил е содржано во многу наративни извори, автентични извори, всушност, не е историја, како што е, впрочем, западната
и на многу мапи и тоа нема никаква врска со Татарстан, со Бугарија, бидејќи во негово време, таа дури и до 1878 години на Македонскиот полуостров, не постоело такво или слично име. Бугарите што се спомнуваат тука, тоа е најголема грешка дека тие се ништо друго, туку татаро-монголско генетско ѓубре. Тие немаат ништо словенско. Но вие, господа, не го споменувате вистинското име на Самуиловата држава, бидејќи вашите главни извори се квазиисторичарите на нашите соседи, а не вистинските, автентични извори. Чекаме одговор. Дали воопшто ви е познат тој податок, таа вистина за тоа царство? Ако не ви е познато, тогаш повеќе од јасно е дека сте ја промашиле професијата, бидејќи историјата без да е подкрепена со вести од автентични извори всушност не е историја, како што е, впрочем, западната.